Радер Огожаров, во мојот пат до успехот. Со сестра ми тагувавме. 9 години бев, колку бев? 69. А каде оди татко? Во Германија. Во Германија? Во Германија. И Замина колку останува? разочаран тука што до пензија. Татко ви оди во Германија, оди и мајка ви, вие останувате овде со баба и со дедо. Па ноќе се буде, плачев во сон, го барав татко ми. Дете, знаеш. Добро, Го барав татко ми. никој- Јас касно се запишав на факултетот. Ја реков вака, со моите се договори. Ако ме примаат на факултетот за драмски уметности, останувам во Скопје. 84-та касно се запишав. Аха, од првата премија? Од прва. Зашто не останеш во Скопје? Имаше понуда? Не. Не, мене штип ми дал. Запеј песна, мори моме, да се чуе в ново село. Ново село, крај изворот, крај изворот, крај лъджите. Ново село, крај изворот, крај изворот, крај лъджите. Море, каква песна да запеа, море лудо, море младо, да радосна и жалосна, и за нашата верна љубов. Да радосна и жалосна, и за нашата верна љубов. Дојди, моме, крај изворот, крај изворот, крај лъджите. Ќе пееме, ќе збориме за нашата верна љубов. Срце моме, да ми смириш, душа моме, развеселиш. На здравје да ни е. Кај лъджите тој изворот на топла вода во Ново село. Ново село. Ново Од Риччето село, доле, легендарното од Риччето Ново доле село. Ново село. Еве сме во театарот. Во театарот. Овде пред извесен период ја не можам да поверувам дека се пензиониран човече. Може гитарава да ја оставиме. да ја На крајот оставиме? ќе фатиме уште една. Добро, се чувствуваш како пензионер? Искрено. Дали мене ми лета времето, дали некако Ако во Македонија, односно во Штип, односно Аха. ако слушнат некаде да речеме дека сум бил, мислам да патувам со гитарата, да патувам и да свирам. Ми се свири, многу сакам со луѓе да свирам, да пеам. Па кај ме нанесе пат таму. Само со добри луѓе кај што пеат, кај што сакаат да пеат, да свират, да играат. Ја заврши условно кажано кариерата со Многу прекрасна представа. Горан Стефановски. Со Горан Стефановски, мојот професор. Ми велеше за клинч ли станува збор, размислувам, седиме така во Дебармал, баш во Дебармал и тука професорот Умковски, професорот Горан, имаше нека носталгија, милата душа му копне, ете што значи домот. Едно е да ги доживуваш нештата од едно место кое ќе си таму, поинаку е, мислам, добро.
да сменам нешто сакам во тој. Не, професоре, му велам, не оставете тамо во младоста кога сте пишувале тоа. Така сте размислувале, така сте чувствувале, толку сте умееле, како сте умееле, сте го... Делата на Стефановски се ремек дела. Така. Зборот ме, ја ги поедноставувам нештата, сакам да кажам најприземно, кога се изразувам и кога настапувам, сакам да биде природно, Мишко. Со која представа ја завршивте? Демонот од Дебармаало. Да, многу убав. А со која почнавте овде? Нефтурна во Чорбаджи Теодос. Таа течеше како представа и тука меѓу старите, што се вели, доаѓени на Штипскиот народен театар. И тука како бевме дел од децата, да не речам. И така лека полека занаетот се учи низ работа. И некој посебно да кажам дека посебен респект за постарите генерации, за постарите актери. Имаа театарско држење до себе. Мирисаше, овде се беше од Рогозина, да не речем внатре, дали за плюс за амбиент, а и за техника на звук и слично нешто. Тоа, например, ова патина, ја не знам како да го објаснам, тој мирис. Колку и да звучи клише, патината дава некоја своја. Можеш да замислиш, Мишко, јас ги сожалував луѓето во стоковната куќа Нама се викаше. Добро. И се уште, не знам, по зградата постои. Намата. Тие што беа долу во подрумскиот дел, бела техника што продаваа. И ја честопати коментирав наглас, леле, како по цел ден се милите на работа, тука бело видело ни сонце. Тие што се горе на спратот, барем луѓе што минуваат, ќе дзирнат, ќе се поздрават, ќе искомуницираат. Леле ги сожалував овие што се долу на бела техника што продавачите. И дојде време, видете ова, можете да замислите, во затворена, ова е како бункер, ова е како рудник, ова е како да ви кажам, ама така не сум ги гледал работите. Ова е темнилиште, црнилиште, се е затемнето под рефлектори цело време. Мислам, и не сум го размислувал тоа. И толку години поминаа, Боже, некој може ќе рече за нас, леле, блазеси им на актерите како издржуваат во затворен простор, како бункер, како дупка на темнилиште. Не го доживувате, ниту вие така, ниту вие како публика. Мене сонце ме грее, рефлекторите како сон. Ама сакам да направам една паралела. Сакам да кажам дека, добро, секоја страна си има своја тежина, лице и опачина. Секоја планина своја тежина. Своја тежина. Да ги подсетиме сите нешта. Посебно ме импресионираше глас каков имаше господинот Томе Гаговски. Стружанецот? Стружанецот. Овде во Штип. Така, патишта, животната среќа или сопругата му е штипјанка или така нешто. Добро. И каков тембар имаше, каков глас. Прав, како да кажам, театарски. Прав театарски. Не знам како да се изразам. Ретко кој да има таков тембар, таков глас, таков, да не речам, полн глас, кога ќе презбореше да ти е хеф да го слушаш, а башка литературно, да не речам, по струшки зборуваше. Толку ми убаво звучеше. Па кога ќе си збореше, тој си го задржа струшкиот и си зборуваше така. Па со него прв пат на ова сцена, прв пат со Чичко Томе Гаговски, со доајенот на Штипскиот народен театар, ја поставивме представата, предходно ја спремивме во Пионерскиот дом, во драмска секција, со учителката Невенка Наджакова. Јас го играв страшниот волк и тука на сцената ја поставивме. Леле, која радост, Мишко. Деца, кој одделение сум бил, 5-6 одделение. Радост, невидена радост на сцена. Се сеќам дали и ние доаѓавме како деца или имаше и во Пионерски дом, имаше секции, се организира, али... Морам еден случај да споделам. Станува збор за една детска представа, за која представа не можам да се сетам. Меѓутоа, знам исто беше поврзано, че некако нештата ме поврзуваат со инструменти, со гитарата изгледа ми беше пак присутна. И Драгана Милошевска, режисерката, беше вработена овде кај нас во Штип, во театар, Народниот театар Штип, потоа се префарли во Скопје. И таа ја режираше представата, детска представа, ја дававме на неколку пати во Домот на културата, бидејќи таму салата е поголема. И така, дечиње,
И се сеќавам, тоа ми остана како впечаток. Таа беше негде одстрана, ја следеше представата и моето излегување, моето појавување на пред децата, пред публиката, нивната реакција каква беше, стаписана, вџашена остана од зарем е можно да ме, како да кажам, ова да се случи. Како ги доживуваат, да речеме, актерите или поготово за себе зборува. Леле, па деца срипаа од ова. Радосни, викаат. Раде, викаат милите. Она вџашена, може во Скопје не им се случува нешто такво, од кај да знам ја. Вие терете си за Скопје, како знаете, ние тука вака си правиме. Добро, малку шега. Ама се радуваа искрено кога настапуваме, вака и во секојдневието, и во животот. Јас сакам, ја просто да настапувам, многу сакам, јас сум убаво, како би го кажал, најпросто, наједноставно, така да звучи. Вистиното, обично да звучи, највистинито. Добра, ама види, во некој, негде мораш да, во тие тешки театарски представи кои што ги спомена, особено со печалбарите и така натаму, колку и да можеш да поедноставиш пак... Па не сум можел да спијам, Мишко. Не сум можел, спремајќи, подготвувајќи улогата, текстот, уште паметам делови од текстот на Печалбари. Тука ми сам извира, Ако те побарам, омилена реплика од тамо ќе излезат Печалбарите или? Па има и друга. Има и од друга представа. Од Цирано, исто имам. Кој е? Па има еден монолог од Цирано, монологот. Млада гуско дива се обраќа Цирано кон Кристијан Деневиет, младиот кадет. Ој го навредува за носот, нели, Цирано, карактеристично под неговата физиономија, носот му е карактеристичен, енормно голем за одстапува, да не речем, од некакви стандарди, ако може да се рече дека има стандарди. И го навредува за носот. Нешто Цирано се обраќа кон кадетите, а овој нешто му дофрла и го навредува цело време. И се стега, а знаејќи го дека, бидејќи Цирано е влюбен во Роксана, во убавата прециоза, ги викаат, прециози, благороднички, да не речем и слично. Меѓутоа, Роксана е влюбена во Кристијан Деневиет, а Кристијан Деневиет го навредува Цирано, а Цирано, знаејќи го тоа, за да не ја навреди Роксана, дека инаку бил мечувалец, поет, филозоф, што ли не, и трпелив. И му вели само, млада гуско дива, во 6 букви сета писменост ти стои. Само зборот глупак може да ги спои. Добро, тоа е чисто вака на фрлање од Цирано. А инаку, најтежок монолог ми се чини, краток е, не е многу долг, во Печалбари е според мене, не е болката што умира Костадин на печалба. Не, најстрашното за мене, најстрашен монолог е чекањето. Чекањето кога Симка, сопругата на Костадин, стои пред иконата на Пресвета Богородица и се содржано за младоста, за љубовта, за разделбите, за средбите, за далечината, за тугината, за печалбарството. И наслушуваат, кога печалбарите си доаѓаат дома, ги препознаваат со песна, доаѓаат, идат. Идат, печалбарите си идат. Возбудени, а таа стои пред иконата на Пресвета Мајка Богородица. Не може ни да изговори, не може. И само вели, Пресвета Мајко Богородице, не толку среќа наеднаш. Не може да издржи. Не може да издржи таквата емотивна, како да кажам, чекањето, печалбарите. Кој нема печалбар дома, Мишко, не знае за печалбата ништо. Поготово од тоа време. Од денешно време се гледа како доживување
Може од љубопитност, може таков е векот, може од модерно време. Меѓутоа, дома си е дома, Мишко. Дома си е дома. Кој што сака нека ми збори. Имав шанси со работата бев и за Австралија во Сиднеј, ми нудеа работа. Ми нудеа 2 плати. Да работам во радио Сиднеј, македонско радио, да водам програма и да свирам во наш македонски објект, локал, на брегот на океанот. Само македонско радио да свириш, само македонско да свириш. И кој им реков дека, па ја не сум дојден тука за да останам, реков, благодарам за понудата. Леле, за сите ми нудеа документи да ни средат ова, имаше одбор на старите поглавици, да не речем. Стојано, кога зборуваш за печалбата, вака ти се, бидејќи гледам, приметувам дека ти се полнат солзи очиви? Па не можеш поинаку, Мишко. Тоа е, вистината е таква. Вели, тука стојам на тој портал од таа страна, почетокот на представата почнува, ние наредени, господинот Бранко Ставрев, режисерот, како не нареди тука како печалбари, читаме автентични писма, печалбарски, преточени во книга. Ја има таа книга, ќе се обидам да ја најдам и да ти ја дадам, да ги прочиташ печалбарските писма. Разни автентични писма. И јас дојде мојот ред да го кажувам писмото печалбарско и вели, пред да тргнеш на печалба, мило моје батенце, ова врази си го в крпче. Веднаш да одеш на пазар, да поедеш на пазар и да си купиш една шарена капа. Поарно без глава, отколку без капа човек да тргне на таков пат. Бед лак. Ние сгрешивме што сгрешивме. Бидејќи ќе одиш на пазарот да си ја купиш капата, како да знаеш, прави што ќе правиш, тркни и побарај го ѓоре касапчето. И замоли го да ти измери на кантарот касапски, да ти каже колку кила тежиш и да изесапи колкава ти е цената. Без да си ја знаеш цената, немој да си тргал на пат. Сега ова вака го кажувам, како да речем... Тоа е суштината практично. Сршта. Да. Овој монолог практично се кажува. Така е. Нашето поднебје со нашиот народ многу добро ја познава таквата ситуација, многу добро. Печалбарството, испраќањата колку биле тешки, да го слушаме Никола Бадев. Тешка беше нашата разделба. Тоа е, Мишко. Тешко, тежина. Не се враќале со години и вели, Костадин вели. И не година, не 2 години. Години да изврват скотски, да живееш, дори да имаш лице дома да се вратиш. А ако падам, вели, мајко болен, ќе има ли кој постела да ми смени, кошула да ми размени? Пуста и крвава е нашата печалба, мајко. Ово е на присеќавање така. Тие се емоции, тие се чувства на нашите печалбари. Вика, на секого си туги, таму во тугина. Немаш со кого збор да промениш, солза да размениш. Ти благодарам. Сега повторно минута за Раде Рогожанов. Благодарам. Thank you, колеги. А има 2 одговори. Најнапред културата. Ке се повикам на Министерството за култура. Сите културни работници, сите дејци, цела Македонија на култура, на тоа да работи. Само на тоа поле да работи. Само така може да се успее во светот. Со убавото, со доброто. А има и друга страна што можеме да отпееме. We don't need no education. We don't need no self-control. No dark sarcasm in the classroom. A teacher lead us, kids alone. Teacher!
Markica. Oh, you know, you're just another brick in the wall. Заврши вашата минута, колега! Една минута блаже. Готово, една минута блаже. Не е лошо. Каде си изгубивме ние? Каде станавме ние туку нестрекни? Веднаш ќе ти кажам, Мишко. Кога ќе осиромашееме духовно, кога бираме патишта кои што не водат кон Бога, тогаш сме најсиромашни. Најсиромашни сме.